Иако изминаа еве 2 децении кои во реалниот живот се доволни за здравствено и ментално созревање, Законодавниот дом на Македонија се уште се нема изборено за својата вистинска улога во политиката и во општеството, е општа оценка во јавноста. 2 децении од воведувањето на повеќепартискиот систем не беа доволни парламентот да се избори за својата улога во општеството, да биде столб на демократијата, законодавната власт која ќе ја држи под контрола извршната, наместо да биде безпоговорен извршител на владините политики. Такви се оценките за минатиот труд на парламентот, на политиколози, пратеници и негови председатели по повод одбележувањето на 20 години од формирање на Македонскиот законодавен дом. Повеќето од нив велат дека почетокот ветувал многу, дека првиот состав бил движечка сила во процесот на осамостојување на државата, но како поминуваа годините се повидливо беше и влијанието на владата и на партиските интереси врз парламентот. Политикологот Јовек Екеновски за телевизија Сонце изјави дека најголем проблем е тоа што собранието во овие 2 децении не успеа да го практикува начелото на поделба на власта и дозволи извршната власт да има огромно влијание врз законодавниот дом. Партиите што биле на власт, односно партиските раководства, цело време диригираат со законодавната власт. Наместо парламентот да ја контролира владата, имаме обратна ситуација. Можеби во квантитативна смисла парламентот е ефикасен, но прашање е колку се квалитетни законите што ги носи, вели тој. Тој потсетува дека собранието често беше злоупотребувано за партиски цели од владеачките структури и нагласува дека досега немало ниту една успешна интерпелација, немало пратеници со своји издвоени мислења, а повеќето од нив биле само кукли што служеа за гласање. Предлозите на опозицијата, која по дефиниција треба да е коректор на власта, не беа земани во предвид, особено откако ВМРО ДПМН на власт дојде до израз парламентарната диктатура и деспотизам. Пратениците малку придонесуваат во парламентарната демократија со своји мислења и ставови. Има строго дисциплинирано мнозинство кое функционира според камшик систем, велат аналитичарите. Не е далеко од вистината дека со собранието раководи премиерот на владата, што во најмала рака е непримерно за една модерна парламентарна демократија кон која се стреми Македонија. Во куларите на парламентот, но и во јавноста често може да се чуе песимизмот дека во мандатот на актуелната позиција ќе се променат работите на подобро, дека пратениците ќе бидат посвесни за своето место и улога затоа што се директно избрани од граѓаните. Излезот од оваа пат ситуација е можен единствено во отворените изборни листи за престојните избори, предвремени или редовни сеедно, кои ќе ги разбудат пратениците и ќе ја зајакнат демократијата во собранието.